Падна одлуката за покачување на цената на водата во Берово за 25%. Партиските калкулации на денешната седница на Советот ги спасија од поголеми давачки за вода граѓаните на Берово, но го оставија на стаклени нозе функционирањето на јавното комунално предпријатие. Мнозинството предводено од СДСМ не даде зелено светло за покачување на цената на водата за 7 денари, но и советниците од владеачката ВМРО ДПМН гласа воздржано. Беровци понатаму ќе плаќаат по 28 денари за кубик потрошена вода. Знаеме дека имате превработеност. Апелирахме неколку пати да не се зголемува обработувањето, меѓутоа вие и по налог, не знам, на ваша партија или на владата, примахте и 7 вработени и преку лотаријата. Да соберем еден советник, дирен по тие села, да им кажеме на светот дека ќе ја покачи водата, да почнеме со 10%, па со 10, па со 15 на крај да завршиме. Зошто треба да се покачи цената на водата во Берово? Приходите на јавното комунално предпријатие изнесуваат негде околу 2 милиона и 400, а потребните трошоци се приближно веќе 3 милиона. Покачувањето на цената на водата требаше да му донесе на предпријатието дополнителни 450.000 денари. Според градоначалникот Наџински, одлуката на социјалдемократите е срамна и популистичка. Вие правите една нову лоша или мечкина услуга на сите граѓани кои го користат регионалниот водовод. Од причина што диспаритетот во цена која се појавува при производството на 1 метар кубен чиста вода, ги прави реално загубите во јавното комунално предпријатие. Сепак граѓаните не сакаат покачување на цената на водата. Не треба да се покачи. Нити е квалитетна и не треба. По моје мислење ништо да не се покачува. Зошто? Оти нема пари. Аз за водата сам борчлија. Ама оти водата е ефтина е. Разбираш? Ама туа многу социјалци имаме. Во предпријатието работат 84 вработени, а тие не зеле плата 3 месеци. Вкупниот долг на предпријатието е 50 милиони денари, кој се провлекува со години.